Почитувани, Груби и Ковачевски се вплеткаа во сопствените лаги, кои ги пласираа за да го оправдаат изборот на конзорциумот ИРД, Ептиса, Electra Solution, Евроконсалтинг. Конзорциумот е целосно компрометиран и изборот треба да се поништи. Фирмата Евроконсалтинг е собственост на Бранимир Димитриевиќ и тој е собственик во истата од нејзиното основање до денес и во ниту еден момент не е излегол од истата. Димитриевиќ е обвинет во Ерменија за криминал при надзор, се товари за измама од голем обем. Според информациите кои ги објавија медиумите, тој е обвинет дека извршил измама во вредност од 1,8 милиони долари како тим лидер на француско-шпанскиот конзорциум Савеш Ептиса, кој вршел надзор на развојот и спроведувањето на проектот Патен коридор Север-Југ во периодот од 2009 до 2018 година. Бранимир Димитриевиќ од Ерменија побегнал со помош на тројца македонски дипломати, кои со приватен авион и дипломатски пасоши во 2019 година го извлекле од Ерменија, пошто е распишана меѓународна потерница. Во 2019 година на власт во Македонија е СДС и ДУИ, истите партии кои сега му даваат бизнис од 22 милиони евра на Димитриевиќ, кои дипломати додека тие управуваат со институциите, му помогнале на истиот да избега од правдата. Сега Евроконсалтинг на Димитриевиќ, кој во Ерменија се гони за измама од 1,8 милиони долари при надзор на Патен коридор, ќе врши надзор врз изградбата на коридорите 8 и 10D, проект вреден над 1,3 милиарди евра. Истава фирма, заедно со кинеската Ептиса, ќе има увид во технологијата на американската Бехтел, во време кога државниот секретар на Соединетите Американски држави предупреди на кинеско подмитување за проекти каде се применуваат високи технологии. Груби и Ковачевски со изборот на надзор го ставаат во ризик и Бехтел и меѓународната репутација на Република Македонија. Затоа потребно е итно изборот да биде поништен и да се распише нов оглас кој ќе обезбеди компетитивност помеѓу понудувачите и отвореност на постапката без да биде загрозен националниот интерес, буџетот или репутацијата на државата. Ви благодарам.